Добро вечер. Да, добро вечер. Ние последната. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Со имиња запишани во книгата на животот, со Исуса и Отецот. Ние сме сотрудници, ништо не тревожи, срце до небо, чукај срце посилно, Исусе дојди побрзо, љубов да не преплави, Исус да се прослави. Победува со крвта Твоја, слободна сведоштво и нема страх од смртта. Победува со крвта Твоја, слободна сведоштво и нема страх од смртта. Ние сме сотрудници, со имиња запишани во книгата на животот, со Исуса и Отецот. Ние сме сотрудници, ништо не тревожи, срце полно Христово, љубов вика од него, чукај срце посилно, Исусе дојди побрзо, љубов да не преплави, Исус да се прослави. Победувам со крвта Твоја, слободна сведоштво и нема страх од смртта. Победувам со крвта Твоја, слободна сведоштво и нема страх од смртта. Слава Ти, Господ. Ова не сме ја пеели, 81 да ја испееме премиерно. Слава Ти, Господ Исусе Христе. 81. Да врвиш по мене, земи го крстот свој, не плаши се. Со смртта своја, смрт ја победи, учените ја дадо, имам со себе.
Каде сум јас, таму е мојот слуга, по сила љубовна, од десната страна. Верата твоја те спасува од се, за секогаш за навек останувам со тебе. Роди се, сине мој, во љубов вечна, што не собира. Јас сум љубов, тако твој, љубов вечна, што исцелува. Роди се, сине мој, во љубов вечна, што не собира. Јас сум љубов, тако твој, љубов вечна, што исцелува. Син мој си ти, јас денес се родив, во милост љубов вечна, што не собира. Направи место во срцето твое, да има каде да те прегрна. Роди се, сине мој, во љубов вечна, што не собира. Јас сум љубов, тако твој, љубов вечна, што исцелува. Роди се, сине мој, во љубов вечна, што не собира. Јас сум љубов, тако твој, љубов вечна, што исцелува. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Господи. Слава ти, Ајде. Баш свет. Сега идем. Кој е тоа? Следна се однајде. Овде ја нема, зато се чудам. Преживам. Само еден ден, гадам се за мене, зарем ти е доголем. Само еден ден, за да го прослави моето име. Што стори, за да ја спасам секоја душа со крвта своја, оплати секој грех, купи од смртта за навек. Секој ден е твојот велик ден, не собира да те славам. Секој ден е твојот велик ден, не собира да те љубам. Секој ден е твојот велик ден, ти живееш во моето срце. Секој ден е твојот велик ден, јас сум една љубов со тебе. Зарем не знаеш, имаш тако небесе, кој даде својот живот за тебе. Сакам да живеам од твоето срце. Исус Христос слезе и пати за се. Секој ден е твојот велик ден, не собира да те славам. Секој ден е твојот велик
Слава ти, Исусе. Дайте ми друга песна, ова треба да се поправи. Слава ти, Исусе. Дайте, мали. Ајде. Стефаје 79, слава ти, Господи. Деца, арни сте? Слава ти, Исусе. Амин. Знаеш, сине, крвта своја, ја пролеја за секого од нас. Дали знаеш, сине, крвта своја, ја пролеја за секого од вас. И смртта темна студна со смрт ја победи, со смртта своја те откупи. Смртта и смртта темна студна со смрт ја победи, со смртта своја те откупи. Не плачи и не жали, не тагувај, во радоста моја ти пребивај. Не прашувај зошто вака или онака, да виштата мои се задодека. Ти не можеш повеќе да умреш, со крвта своја те откупи од зло. Отвори го, сине, твоето срце, твоју вечна, со Христа Исуса. Ти не можеш повеќе да умреш, со крвта своја те откупи од зло. Отвори го, сине, твоето срце, во љубов вечна, со Христа Исуса. Шест пет. Ти вела, стани и оди, земја постелката и оди си. Верата твоја те спасува. Верувам во Исус, мој Господ, Спасител, кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. Остави се земно и врви во мене. Јас сум твојот Господ, доктор, Спасител. Стани и оди, Исус те исцели. Ме исцели, оцели
Во љубов ме напои, роден сум. Во љубов Твоја, што никогаш не собира. Ме исцели во целим свет, ме возлюби. Во љубов ме напои, роден сум. Во љубов Твоја, што никогаш не собира. Ово е Твој дом, Татко, во името Исусово. Што сакаш да направам за Тебе? Да гледам, одам, слушам, љубам Исусе. Се е можно за оној кој верува. Нека ти биде според верата. Сели во целим свет, ме возлюби. Во љубов ме напои, роден сум. Во љубов Твоја, што никогаш не собира. Слава Ти, Господи се Христе. Ајде 62. Слава Ти, Исусе. Деца, пеете ли вие таму? Да пеете по радост да го славите Исус до крај. Благодариме, Господи. Слава Ти, Исусе. Без два, да. Ајде. Ден Твојот Син за нас и оплати долгот наш и ни даваш патека да вървиме по љубовта. Ти ни даваш патека да вървиме по љубовта. Давам срцево, дојди живеј во него. Татко најмил Исусе, возлюбен мој Господе. Татко најмил Исусе, возлюбен мој Господе. Нема да умрам, ке живеа, љубовта Твоја ке ја прославам. Живееме ли, умираме ли, во љубовта Исусова. Живееме ли, умираме ли, Исус нас не воскресна. Нема да умрам, ке живеа, љубовта Твоја ке ја прославам. Живееме ли, умираме ли, љубовта Исусова. Живееме ли, умираме ли,
нас je воскресна. Слава ти, Господи Исусе Христе. 64. Ти благодариме што ова е Твој дом, да слезе Твојот дух, да го исполни домот, сите наши срца, да изгони се што не е од Исус, да замине веднаш, не отстапуваме. Амин. Христе Боже, моја душа уморна, Твојата радост силна полна, во срце ми пристигна. Твојата радост силна полна, во срце ми пристигна. Ти ми даваш сила, надеж, што ме сокира. За навек сум Твој дете, Духот Твој ме огрева. За навек сум Твој дете, Духот Твој ме огрева. Барам царство Божјо, Отче, сега ми се придаде. Ти се враќам Тебе тако, да сум едно со Тебе. Ти се враќам Тебе тако, да сум едно со Тебе. Благослови Исусе, моја душа во Тебе. Благослови Исусе, љубов Твоја во мене. Благослови Исусе, да сум едно со Тебе. Благослови Исусе, да сме вечно на небе. Слава ти, Господи Исусе Христе, слава ти, Господи Исусе Христе. 6-7, no? Ще Тебе ти пред Тебе молам, татко мој. 6-7. Ти благодариме, Господи Исусе Христе. Твојата радост да се всели во нашите срца. Амин. Слава ти, Исусе. Полна радост, Исусова. Тебе молам, татко мој небесе, ко греши прости пред Тебе и негото. Прости ми тако, погреши. Загубен бев и пак ме пронајде. Мојава душа Тебе ти припаѓа. Срцево моје сокровиште за Тебе. Во милост Твоја се лекува. Во љубов Твоја се преродува. Во Исуса јас верувам, не нема да се сомневам. За Христа Бога умирам, во Духот се преродувам. Во Исуса јас верувам, душава моја предавам. Бегај од мене, Сатано, во Христа те изгонувам. Во Исуса јас верувам, не нема да се сомневам. Во Христа Бога умирам, во Духот се
предавам, бегај од мене, Сатано, во Христа те изгонувам. Ајде што 68, а да ќе влезе. Слава ти, Исусе. И последниот дел да ги разпееме треба. Ајде, слава ти, Господи Исусе Христе. Ова е Твој дом. Царството Божие да дојде до нашите срца. Јас сум со тебе, да те избавам, каде и да си, сине мој. Те чекам долго, долго, да клekнеш пред мене, да се покаеш во љубов вечна пред тебе. Не собирам да љубам, тако најмили Исусе, љубовта Твоја во срцето, за секогаш, за навек, за навек, за навек. Не собирам да љубам, тако најмили Исусе, љубовта Твоја во срцето, за секогаш, за навек, за навек, за навек. Јас сум портата, дојди помини, дојди спаси се, во љубов роди се, клekни пред мене, трошка побарај, биди вечна љубов со мене. Не собирам да љубам, тако најмили Исусе, љубовта Твоја во срцето, за секогаш, за навек, за навек, за навек. Не собирам да љубам, тако најмили Исусе, љубовта Твоја во срцето, за секогаш, за навек, за навек, за навек. Амин, алелуја. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ајде, слава ти, Господи Исусе Христе. Татко наш, Твоја е славата, царството, силата, волјата Твоја, се е Твое. Ти создаде се и нас не создаде. И ние сме созданија кои имаат слободна волја и милост на земјата, да се вратиме кај Тебе, да се собереме на едно место, да застанеме пред Тебе, да го примиме Духот Свети, да не исчисти однатре, да не направи садови за Твоја употреба, да не научиш како секоја мисла да биде покорна на Тебе, да не облечеш со сила од озгора, да можеме да го разбереме Словото, мечот на Духот, Твојата волја. Ние сме согласни да дојдеш во нашите срца, да не исчистиш и исполниш со Твојата вечна љубов. Ние сме согласни и сите заедно велиме, не за сатаната и смртта, да за Исус во секој еден од нас, во нашите семејства, во се што имаме.
ние сме согласни и сите заедно велиме: бегај од нас, Сатано, во името Исусово, не враќај се повеќе и излези од нашите домови, од нашите семејства, од македонскава земја и на секаде каде што се движиме. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус да замине веднаш. Не отстапуваме. Во името Исусово бараме, Татко, по стиховите, што и да побарате во мое име, од Таткото небесен ќе ви се даде. Барајте и ќе ви се даде. Бараме од Господ во името Исусово исцелување на секој еден од нас, секоја болка, секое страдање, секое магија и проклетство да изгори во Твојата љубов, да останеме прилепени за Тебе, калемени, да даваме многу плод за Твоја слава, да се прославиш во нашите срца и ние да Те прославиме. Ние ги отвораме срцата да слезе Твојот дух, да слезе Твојата полна радост, ги оставаме сите грижи на крстот и го бараме Твојот мир што ни го даваш, не како што го дава светот, да не се плаши срцето наше. Те сакаме, Господи Исусе Христе, го објавуваме Царството Божјо во нашите срца, во овој дом, во оваа населба, во градот Скопје, во македонскава земја и насекаде. Ја прославуваме и објавуваме победата на Господ Исус Христос над сатаната, смртта, демоните, болките, страдањата, магиите, проклетствата, над секое зло. Победата Исусова ја објавуваме и остануваме во неа. Остануваме во Твојата вечна љубов. Ти благодариме, Господе Исусе Христе. Слава Ти што не собираш како квачката пилињата. Те молиме да ги сопреш сите војни во Израел, во Иран, во Украина, насекаде, Господе Исусе Христе. Да ги омекнеш срцата наши, да се скратат дните на страдање. Заради избраните, избираме да Ти припаѓаме Тебе, да управуваш со нас, да не научиш како духот да зборува и да не води, како да се исчистиме во Тебе. Амин. Ние имаме сега еден поттик, една полка, мислам дека беше од четвртокот, Верче постави едно прашање, кое практично е поттик за ново создание длабинско, сознание за Словото, живење со него, како да го разбереме, и тоа покажува дека ние сме едно тело. Не се да му дадеш се еден да прави, он да зборува, он да прави, он да исцелува, он да пее. Нас ние сега стануваме делови еден на друг, она што е важно, нели да бидеме, да останеме во неговата љубов, да остане Словото. И прашањето е, од стихот што Верче даде поттик во духот, за чистите се е чисто. Кога идеме тука, што е тоа чисти? Пазете, се е чисто, а за осквернатите и неверните нема ништо чисто. Значи, зборуваме за чисто и нечисто, значи чисти зашто е се чисто, и осквернати и неверни нема ништо чисто, напротив, нимим се осквернати и умот. Значи, зборуваме за осквернат ум, проблемот е во умот и совеста. Значи, тој нема сознание за себе дека е грешен, дека му треба Исус да се промени, и во умот се тие тврдини кои треба, кои те лажат, тие демони на мисли, чувства и желби, тие зборуваат дека го познаваат Бога. И ние го имаме тоа, знам јас за Господ, кому да му речеш, знае. Знаете, сите знаат за Господ, а ние зборуваме за една друга состојба, или го знам јас Господ, значи киспаја дека Господ ми е школски другар, или во војска сме биле заедно. А не вика Татко, не вика Исус, зборува Господ, нема Дух Свети практично, не може да го разбере тоа соединување, тоа прочистување, таа промена, значи нема со силата, тие зборуваат го познаваат Бог, и нема сила практично да го изврши тоа што го пишува во Словото, иако може би ни не дошол до таа состојба дека треба да се промени, и вика нема Дух Свети, со делата своји го одречуваат. И ти живееш како што живеат сите луѓе. Што прават? Тие правиш и ти. Тие викаат да се поклонуваат на едно, ти се поклонуваш на истото.
Тоа е сосема друга разлика, не треба да прави така христијанинот, значи тие се одвратни, пазете, непокорни, одвратен си секако, зашто ти немаш представа, имаш свесност дека ти си сам за себе доволен, сам си Господ. Тоа е проблемот на сатаната. И ние ќе си имаме свој Бог, како што вика и нова сатанска религија, ќе си направиме ние олтар и ќе кажуваме јас сум Господ, им века сатаната, и паѓаат на земјата, само забораваат дека силата е него. Тој може да ја земе силата да ги претвори во земјиште, во кал, во измет. Тоа е целиот проблем во земја. Бидејќи се одвратни, непокорен си. Мораш да се покориш, да се промениш, неспособни за никакво добро дело. Неспособни за никакво добро дело, значи чисти и нечисти. Што е тоа добро дело? Па дело во заедништво со Исус. Ти можеш да правиш дела од себе, сме виделе, прави нешто, гради, подарува, финансира. Тоа е едно, нели? Тоа е нешто те води да го раздаваш тоа што го имаш, нели? Го има тоа и кај будистите, но не доаѓаат до крај. И Буда го раздаде имотот. Беше многу богат и цел живот го помина под едно дрво, но тоа не е доволно. Тој само покажа како се одврзуваш од материјалното. Нели? И да го раздадам целиот свој имот, апостол Павле, да дозволам телото да ми изгори, индијците се само запалуваат на крај, зошто сам да се запал. Нели, секако ти ќе поминеш низ огнено. Ти ја пред време ја покажуваш состојбата, ти треба да поминеш со душата и духот низ огнено езеро, нели? Тит 1:15-16, тоа е тоа прашање, значи зборуваат за некој Бог, не за татко, не извршуваат, неспособни за дела во Исусовата љубов. Нема сила доволно, не го знаат, не го познаваат, Исус треба да се познава. Исус, и тоа е тој стих познат, уште ли не си ме познал, Филипе, затоа што, например, тие беа со него, пазете, го гледаа Исус, воскреснуваше, правеше чуда, но не го познаа. Уште ли не си ме познал, Филипе? Било кој може да биде, да го познаеш, значи да го љубиш. Да го љубиш не со нашето земна состојба чувство, денес те љубам, утре не те љубам, па ќе му се наутиш, него Адам ја позна Ева, видите што значи тоа позна во препевод, и придоби два сина, Каин и Авел. Не е доволно таа љубов. Каин го убива Авела, нели, непокорност кон Исус, со своја волја, кога не правиш добро, како што му вели тој, злото е пред вратата, чука на вратата. Ние сега зборуваме за една друга категорија, која теоретски ја кажуваме, но како да ја применам? Секоја мисла да е покорна на Господ Исус Христос, како да го применам тоа? Тоа е тој момент. Тоа треба Исус да ми даде сила, да се соединам со Него, самиот не можам. Значи, одвратни, осквернати со мисли, дела, зборови, ете тоа е тоа што те во нељубов. Зборови, мисли, дела во нељубов, тоа е без Исус. Без Исус немаш доволно љубов. Секој треба да стане свесен за тоа, неверни во умот и во совеста. Он нема свесност дека што прави грев, се до моментот кога ќе почне да доаѓа на платата, око за око, зап за зап. Ман да ми раскаже денеска една случка, знаеме жената, избркана по смртта на мажот од нејзина, од сестрата на мажот, од дом на улица, уште дента кога го закопале. Гледате како действува тоа, око за око, зап за зап, да и го земе станот, таа без работа во туѓа земја, жива и здрава, ја сме ја виделе еднашка два пати. Таа што ја избрка, умира од ковид, сопругот и го продава станот од кој ја избркал, 30.000 евра ги дава во болницата, станот го нема, по 3 дена умира. Ете што значи најгрубо кажано, како стигнува око за око, зап за зап. Добрата вест е што таа душа не е умрена. Оди таму кај што треба, до ново небо и нова земја, значи одиме сега, се враќаме, секоја мисла да е покорна, како да се очистам. Како да се очистам, тоа е тој проблем. А некој вика, јас сум добар, не ми фали ништо. Или како да се очистам, тој вели, има стихови, бидете свети, оти јас сум свет.
Исус го вели тоа, каде сум јас, тој е мојот слуга, водна бања во Словото, го повторуваме ова. Ова е реалност. Пазете, треба да те измие Словото, одврнате со жива вода, тој меч на духот Ивана, што размислувала читајки, да влезе во тебе, да те расече, да го видиш тој стар начин, стар човек, да го оставиш, да те искастри, да дадеш род, да доаѓаш треба на средбите во духот, заедницата кога слегува, и тогаш ти примаш еден дел од тоа кастрење, за да се облечеш со сила од озгора. Ова е реално, сила од озгора. Ако апостолите мора да се облечат со сила, иако го знаеа Исус, која Марија звони? Слава ти Господи Исусе Христе, како апостолите кои беа 50 дена им требаше, беа со Исус, се откажа, избега, гледајте покрај тоа што беа со Исус, им треба 50 дена, се враќаме на оваа точка, е добро да го размислиш. Тоа значи одреден континуитет, да останеш додека се промени твојата внатрешна природа, како некоја фаза. Зошто е тоа така, не го коментирам. Значи, како да се очистам, а зошто звони кај мене? Надворешно да се очистам со материјална вода или внатрешно со духот. Ете, тоа е внатрешно да се очистам со духот. Како да дојде духот во мене? Ова е исто што е важен. Можеш ли ти да доаѓаш, например, 50 дена без задршка на тие вечери, да имаш потреба, некој од вас веќе го има тоа потреба да дојдеш, да доаѓаш, да примаш дух, да примаш како слегува духот во поголем интензитет, се отвораат небесата, ги гледате ангелите како слегуваат и се качуваат, да доаѓаш на тие вечери на љубовта, собрани на едно место во него. Ако имаш таква заедница, каде што духот слегува, каде што има плодови, по делата ќе ги познаете. Постојано има движење на духот и кај секој што доаѓа континуирано, ја има таа промена. Останува Словото внатре, мечот на духот работи. Одиме понатаму да довживееш, значи, Исусова бања, Исусова, не е тоа турска бања, сауна, финска, внатрешна бања, внатре ќе исчисти се што е од старото и ти тогаш ќе бидеш вистински чист, ќе дојдеме до тоа, ќе не очисти од сите наши сквернавења, од наши мисли, наши идеи, наши желби, ќе не исчисти. Езекија, одиме сега со цитати, 36:25, видите што вели, ќе ви дадам ново срце и нов дух ќе ви дадам. Го читавме ова предходно, значи треба да ни даде ново срце и нов дух. Имавме пример кај Катерина на Љубиша и даде ново срце, го помести срцето и ја промени крвната група. Тоа е, ние го знаеме тоа овде, дали отиде доволно надвор да се сведочи, да бидеш светлина на светот, така вели Господ во оној ден кога ќе ве очистам од сите ваши гревови. Мора да не очисти. Пазете, кај дојдовме, јас ќе бидам нивни Бог и тие ќе бидат мој народ. Повторно Езекија 37:23. Дали му дозволувам да ме исчисти? Некогаш тоа не е едноставно, треба да се откажеш од стари работи, да не се враќам повторно во калта, боеницата на стариот начин, да се исчисти, нов цитат, со таа вода, попрскан со вода за очистување. Значи има вода и ние ќе мислиме дека е тоа физичка вода. Не е физичка. 4 Мојсеја 8:6-7, тоа е Стариот Завет. И сега видите што вели. Потоа левитите, откако ќе ги очистиш, тоа е тоа изгубено племе што го викаат, што го носеле ковчегот на заветот. Значи можеле да се допрат до него да не умрат. И животно ако се допрело до ковчегот умирало и грешен човек умирал веднаш, ќе ги очистам, ќе го извршам над нив посветувањето, се посветуваш, се заветуваш на Исус,
да влезат да служат во скинијата на сведоштвото, нели не можело да се влезе во тој заден дел на храмот, така се направени и православните и католичките храмови, кај што сега они викаат само машки може да влезат. Не можел никој да влезе, а ние денеска имаме отворено завесата и скината, и Исус ни дозволува директно да викаме татко и да му дозволиме тој да не измие. 4 Мојсеја 8:15. И сега гледайте што вели, зашто со верата, еве еден начин како се чистиме, ги очисти нивните срца. Гледајте сега, Дела 15:9, пазете, и ни рече, имам и јас вера, ама не си исчистен. Вера не е само да седиш, вера е поместување, вера е исчекор, верата без дела е мртва. Дела, значи неспособни за добри дела во Исус, мора да действуваш заедно со Него. Кога ќе дојде Духот, освен што ќе го славиш Исус, ќе викаш Господ Исус, Татко се, и ќе викаш Татко, ќе правиш дела. И сега вели, да ја очисти куќата, еве ви старозаветен обред, како се очистува куќата, пишете душата. Гледајте сега. Зема, значи, 2 живи птици, рецепт е ова, кедрово дрво, знаеме, тоа е врста на елка бор, црвен јаток, црвен кантарион и исип. Тоа се исто се билки. Ја коле едната птица во глинен сад над изворска вода, зема кедрово дрво и исоп, црвен јаток и живата птица ги натопува со крвта на закланата птица и изворската вода, и ја прска куќата 7 дена. Има такви обреди, ако сте оделе по овие што се, муслиманите имаат една зен вода, прскаш 7 дена и мислиш тоа ќе ти помогне. Тоа е само кратко. Живата птица ја пушта после во полето и последната е по етапа, се моли домот да му биде чист. 3 Мојсеева 14, 49, 50, така се очистувале они со крв на животни. Се мачкале со крвта, се прскале, 3 Мојсеева 14:49. Значи тоа се обредни закони за очистување без Исус. Одиме понатаму, поросиме со Исоп, пак е тоа билката со која се прска, ќе бидам чист, измиме и ќе бидам побел од снег. Псалм 57, сега тоа се моменти без Исус. Еве сега Исус се појавува, зашто во тој ден кога ќе треба да се очистам и да бидам посветен, ќе се помоли за вас, за да ве очисти од сите ваши гревови пред Господа и ќе бидете чисти. 3 Мојсеева 16:30. Значи тој ќе се појави, не пишува кој е ова Стариот Завет. Тоа е тој момент. Тој ќе се помоли кога ти ќе застанеш пред него и ќе му предадеш се. 3 Мојсеева 16:30. А она кога Исус вели, нели, ти благодарам ти ме послуша, ти секогаш ме послушуваш, татко, а она што до сите ваши излегува од устата, сега одиме да видиме како човек се осквернува. Тоа што влегува во устата не го осквернува човекот, туку тоа што излегува, како ние се осквернуваме, значи непокорни мисли, наши идеи, зборуваме, не размислуваме каде завршуваат зборовите. Матеј 15:11, тој им вика вака: вие сте чисти преку словото, вие сте чисти преку словото што сум ви го проповедал. Јован 15:3. Значи, рековме, се очистуваш преку проповед која слегува во духот, примаш, па нова и полека ти се исчистуваш комплетно, кога 50 ќе ислушаш 50 дена зашто е напишано. Кој ви го проповеда словото е важно, затоа што ние ги имаме тие состојби, словото без дух убива, а духот оживотворува. Еве уште еден стих, и како може човекот да биде прав пред Бога? Пазете го ова, како да биде чист родениот од жена. Пазете, еве дури и месечината и таа не е светла, звездите се нечисти пред очите негови, а камоли човекот кој е црв. И уште еден момент, а синот човечки е молец. Јован 25:4-6. Јован, пазете, Јов практично 25:4-6.
човекот, синот човечки е молец, а човекот е црв. И има во Матеј еден стих, не сме го обработували, вели, ти заминуваш каде што нивниот црв не умира, а огнот не изгаснува. Ти си црв без него. Друг стих. Ти не испита, значи ние имаме испит на љубовта, секој поминува низ тоа, сетете се за сестрата, што и направи на жената на братот, тие немаа деца, што почина тој ја исфрли на улица како куче. Пазете, куче не се исфрла. Боже рече, со оган не очисти, како што среброто со оган се прочистува, Псалм 65:10. Со оган не исчистува внатрешен духот, словото во пламенен оган, нели, во духот, тој ќе крштева со оган и со дух свети, нели, одиме понатаму, Исус им ги мие нозете. Петар бара да се измијат и рацете и главата, Исус вели дека треба само нозете да се измијат, и тоа е приказна, на измиениот треба само нозете да му се измијат, зашто целиот е чист, зашто се тие горе чисти, па цело време слушаат, тој проповеда, одат со него, прилепени се. Освен тоа, нозете, зашто Јован 10:14, за да ги облечат обувките на Евангелието на мирот. Буквално преведено тоа значи да не одиш никаде сам. Да вика, си тргнал таму по грешен пат и после викаш помош Господи, да одиш во заедништво со Него. Он да те води, Он да ги врши делата, така стануваш исчистен, да оди Исус со тебе, да не се враќаш во калта и плоеницата. 14 стих. Ако пак јас, кој сум Господ и Учител, ви ги измив нозете, вие сте должни, ние сме должни, еден на друг да си ги миеме нозете. Да му кажеш да не оди во калта, да не оди во блуеницата и така натаму. Затоа вели, излезете од нивната средина и одделете се, да не се враќаш на калта и блуеницата. Вели Господ, не допирајте се до нечисто. Нечисто е се што не е во Исус комплетно. Може да биде знаење, учење, обреди, не знам, разни камења, места исцелители, и јас ќе ве примам, и јас ќе ви бидам татко, татко ќе ни биде. Зборува за тој важен однос. Вие ќе ми бидете синови и керки. Ете, тоа е очистувањето, вели Господ Содржителот. 2 Коринтијаните 6:17-18. Господ е Содржител, тој исцелува. Имаме други приказни, тој те осквернуваат. Одиме понатаму, тешко вам, книжници и лицемери, ги чистите чашата и чинијата однадвор, се однесува на секој од нас, си се дотерал, си се нашмикал, варосани гробови, а внатре сте полни со грабеж и неправда. Тоа значи внатре не живее Исус, живее духот на овој свет, не си исчистен однатре. Слеп фарисеју. Видиш што вика, тоа се верници, тие го распнаа. Немој да бидеш сотруднику слеп фарисеј. Пази што вели, очисти ги чашата и чинијата внатре, да исчисти со душата, а да бидат чисти не само однадвор. 23, 25, 27, во вода кога се капеш, надворешно е капењето. Зборуваме за внатрешно капење, да останеш. И речи си се според законот, со крв се очистуваше, значи додека дојде Исус, затоа Исус ја пролеа својата крв и нема веќе без пролевање крв, нема проштевање. Таткото во Исус ја пролеа крвта и имаме простување, Евреите 9:22. Затоа е крвта на Исус важна. И кога ќе употребиш во некои молитви, како Мандесото, детето од Америка, крвта Исусова е врзна, кога ја рече тој, мами, мами, кога тета Манде кажа крвта Исусова, тие што ме плашеа, малите се разбегаа. Пазете, топилницата е за сребро, печката за злато, а срцата човечки, Господ вели овде, Исус ги очистува. Изреки 17:3. Понатаму, блажени се чистите по срце. Тие ќе го видат, ќе го познаат, додај ќе го љубат.
вистински Исуса. Матеј 5:8. Но како да го очистам моето срце? Срцето ми вели, има мене една внука, на Господа исчисти Исус. Дај му сладолед, ма срцето ми вели не дај. Тоа е реално. Разбирате? Мораш да предадеш се. Зборовите на Господа се зборови чисти. Затоа е важно да слушаш проповеди во дух. Сребро во оган изчистено од земја, 7 пати прочистено, го памтите 7 пати, тој прскаше со крв. Овде 7 пати е прочистено, доаѓај да го разбереш тоа, Псалм 11:6. Секој што ја има таа надеж во него, гледајте сега што е наша задача, се очистува сами од себе. Па ти треба да знаеш дека не можеш да го лажеш, како што е чист тој. 1 Јован 3:3, друг препев. Секој што ја положил својата надеж во него, ќе се чува да остане чист, токму како што е Христос чист. 1 Јован 33. Зар не сваќате, одиме уште понатаму, дека храната што ја јадете духовно не ве опоганува? Јаде свинско не јаде, вакво не јаде, имаме тоа петре, коли и јади, нели? Зашто тоа не влегува во срцето што го јадеш, излегува низ стомакот и се изфрла. Човекот духовно се опоганува, се валка, се обезчистува од тоа што излегува од него. Однатре од човечкото срце излегуваат. Значи се враќаме, сестрата ја брка жената на што туку починатиот брат. Гледајте кој степен на нељубов на улица, таа е без работа. После извесен период, долго време веројатно прошло, станот се продава и таа умира. Нема, мораш да платиш. Тоа е тоа око за око, зап за зап, што излегува од човечкото срце, грешни, непокорни мисли, демони на мисли, чувства и желби, кои водат кон неморал, кражби, убиства, сето тоа, брачни неверства, духовни неверства, доаѓаш, не доаѓаш, алчност, лошотија, измами, завист, навреди, горделивост, безумија, сете тоа се демони, посебни структури кои те трујат. Сите овие лоши работи излегуваат однатре, треба да излезат еднаш за секогаш, кога ќе му предадеш се и го валкаат човекот. 7:17-13, Твое е царството, силата, славата и волјата. Тоа е рецептот како да се исчистам. И уште, секоја прачка на мене, која не раѓа плод, тој ја одсекува. Секоја прачка што раѓа плод, тој ја чисти. Ете тоа е моментот за да дава уште повеќе род. Вие сте чисти, веќе чисти преку словото што ви го проповедав. Вие сте чисти преку словото што тој го проповеда. Сите ние, ако континуирано останеш 50 дена, например, да го слушаш и секој од вас што постојано ги слушаш заветите, примаш, од ден на ден се чистиш. Може да дојде директно како кај апостол Павле да те мавне, да паднеш од конјот, ако можеш да издржиш, да бидеш понатаму во служба, да оставиш себе си својот живот, да работиш за Исус. Ете зошто се нужни проповеди во дух, не во тело, со мечот на духот, тоа е тоа живо слово, за да не исчисти, оживее однатре. Значи, како што Верче поставува прашање, јас мислам дека тоа нема да, не знам дали ќе се отвори, го запишувам и се отвара оваа приказна, изгледа дека ја знаеме, ма гледајте, не е баш така. Значи, вие сте чисти, но не сте сите чисти. Зборува словото да остане во тебе, да остане, да те измие. Од секоја проповед се учи по нешто. Јас не го знам ова, го добивам и го, како да речам, седи во мене извесен период, ми треба да го озвучувам, да го вртам и ми го разгранува како гранки. Може да се толкува со часови подлабоко и подлабоко, колку што можеме и јас и вие да поднесеме. Словото убива, духото животворува. Значи, слово од луѓе не те чисти, нема дух, не го разбираш тоа.
стануваш фарисеи. Зачистите се е чисто, ако во срцето те исчистил Духов Исусов од стариот квас. Дали му го дозволувам тоа? Не барам ништо, се откажувам, од се појавуваат желби, требаше ова, требаше она. Значи, осквернат неверник, своеволен во стара природа. Нема ништо чисто. Ти само знаеш за Исус. Не си му го дал срцето да ти го исчисти. И тоа е цела суштина. И умот и совеста им се валкани и телесни, како што вели стиховите, во старата природа, зборуваат, а не извршуваат. Нема сила да го љубиш ти. И како брзо по извесен период ќе видиш, ти воопшто не држиш лутина, веднаш простуваш, ако пак прави, пак му викаш, ако пак прави, пак му викаш, ама не те нервира, само му кажуваш, остануваш, препушташ нему и се молиш. Зборуваат за Бог, значи, не за татко и Исус. По делата своји го одречуваат, нема сила, дури не во семејството, одвратни, нормално, стара природа, непокорни, неспособни за никакво добро дело, да го прославиш Исус во заедништво со Исус, со духот на љубовта. Оти не останува тоа слово во нив, не може да те исчисти и така натаму. И овие стихови, мислам дека Елена ги кажа, го надополнуваа тоа, за да разбереме. Духот вика, учи ги луѓето на ова, значи тоа е порака за сад кој работи за Господ Исус Христос. Духот учи и зборува, не е јас, не апостол Павле, не било кој, не телесен фарисеј, поцилувај ги и со целосен авторитет укорувај ги непослушните. Извесен период, пак тоа не е од човекот што води, ако е во духот, духот кој ќе каже, му кажуваш, не дозволувај никој да го омаловажува тоа што го проповедаш. И веднаш се гледа, ако тој нема однос кон ова, мисли дека така треба да те слегува, па правиш ваму, подиш таму, немаш, како да кажам, кога ќе видам луѓето како лесно го зборуваат словото, гледаш дека тие немаат дух, дека застануваш пред семокниот татко, пред живо слово, кое има живот, ако е во него, ако не е во него, го користиш самиот, те носи во смрт. Тоа е тоа. Тит, значи 2.15, од што треба јас да се исчистам? Тоа е прашањето, па јас сум чист. Од што да се исчистам? Па од стариот, грешен, паднат, ѓаволска природа во мене, падна со сатаната, направен од грз земја, тувна дух, време на милост, да посакам да се вратам кај Таткото Небесен, да му предадам се. Од што да се исчистам? Со што да се исчистам? Со двоостар меч на духот, живото слово да му дозволам да ме исчисти, да го оддели стариот грешен од духовниот Исусов човек. Значи, два пата има со вера, се исчистуваш, вера, значи доверба, му предавам се, оставам се, комплетно на него се надевам, како што ја пееме песната, значи победувам со крвта твоја. Пазете, слово на сведоштво и не се плашиш од смртта. Тоа е категоријата и со проповед, слушање на духот, вака кога има услови, кога нема, ако си останал сам, не знаеме што ќе се случува понатаму, духот да те води, ако вистински имаш заедништво со Исус, така се очистуваш со вера и со проповед во духот. Ете, гледате какво едно прашање кое може би изгледа на почетокот беззначајно, за чистите се е чисто, само во Исус си исчистен во заедништво. Ако се враќаш во старата природа, се враќаш во калта, демоните имаат право да влезат во свињите и се преповторуваат болестите. Имам краткорочни исцелувања, излегуваат едни демони, влегуваат други кои те врзуваат и готов си ти. Не можеш да завршиш на оваа земја, ова небо, ќе треба да поминеш низ ново небо и нова земја. Ти благодариме, Господи Исусе Христе, што овој дом го направи храм на Духот Твој, што ние сме сите живи камења во Тебе. Ние те молиме да не чистиш, да не исчистиш
да бидеме свети како што ти си свет и чист, да се прославиш во нас и ние да те прославиме. Ти благодариме што не исцели сите и што не љубиш сите и што ја пролеа својата света крв за секој еден од нас. Да научиме дека исчистување е возлюбување на Исус, предавање во комплетна доверба, вера, доверба и слушање на Духот да не води, учи, обликува, чисти и кастри, за да дадеме род и род да принесете. Амин до Царството Божјо. Амин. Слава ти Господи Исусе Христе. Амин. Ќе испееме една песна, па ќе влеземе во новото. Амин.